Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив во следните час и половина. Уапсени 8 лица по инцидентите во прославата на Денот на албанското знаме. Фатен е и тој што го искина македонското знаме. Ги предупредивме нашите стратешки партнери дека ќе има инциденти, ќе има уште провокации, но ќе немаме милост за никого, вели Христијан Мицковски. Оштетени 6 возила во Куманово при прославата на албанското знаме. Полицијата привела жител од Липково. Полицијата била виновна за кинењето на македонското знаме. Партијата на Али Ахмети, ДУИ, вели дека полицајците ги провоцирале луѓето што протестирале. Луѓето што не знаат што значи мирдита, им одземаат права на албанците. Здруженијето Албанска академија реагира на ставовите на председателот на Македонската академија за науки и уметности. Не мрдаме од црвената линија, ќе го чекаме Брисел ако сега не е подготвен за разговори. Го дадовме максимумот како влада, нема ништо повеќе од тоа да направиме, вели премиерот Христијан Мицковски. А емисијата ќе ја започнеме со тажната вест за смртта на митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј, кој беше испратен до неговото вечно почивалиште во јужната апсада на храмот Свети Пантелејмон на Плаошник во Охрид. Со владиката Тимотеј се простија сите членови на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, свештеници од епархијата, од други помесни православни цркви, бројното свештенство од целата земја. Во заупокоената света архиерејска литургија, одржана во катедралната црква Света Софија, учествуваа и двајца владици од Србија и еден од Бугарската православна црква. Со церемонијата на погребението чиноначалствуваше неговото блажество архиепископот Охридски македонски господин Стефан, кој покрај верските обреди имаше и свое световно обраќање до верниците собрани во Охрид да се простат од владиката Тимотеј. Никому и никаде не е лесно да говори на вакво место и на ваков повод. Особено не му е лесно да слови на човек за човекот со кој се познава, со кого повеќе од половина век работел за иста цел и за исти идеали. По молитвите на светите Климент и Наум честопати бевме удостојувани да бидеме ангажирани како членови на комисии и представници на нашата света црква и на секаде и пред секого, без да се договараме, секогаш имавме исти ставови, исти прашања, исти одговори. Можевме заедно затоа што носевме иста рана, чувствувавме иста болка и баравме ист лек. И му благодариме на Бога што пак заедно го најдовме. Како што заедно со децении тагувавме, така и заедно се израдувавме и во Цариград и во Белград и оттогаш и пред секого и насекаде, рече поглаварот на Македонската православна црква. Во емотивното обраќање тој му се обрати на упокоениот дедо Тимотеј, дека како негов сослужител, како архиереј во Австралиската и Дебарско-Кичевската епархија, оставил дело што, како што рече, ниту рѓа ќе го нагризе, ниту молци ќе го јадат. Притоа тој ги спомена сите зафати спроведени во епархијата од страна на митрополитот Тимотеј и на молитвениот богослужбен план и во градителството и возобновувањето на древните светињи со кои изобилуваат Охрид и Дебарско-Кичевската епархија. Плаошник и Свети Наум, Света Софија, Бигорски, Пречиста, Канео и Заум и уште други, многу светињи сега ни одблизу не се такви какви што беа што ги наследивте.
Дојдовте во вистинско време за паднатите светињи да ги подигнете, а урнатите да ги обновите. Градевте и обновувавте храмови и манастири, обновивте монаштво, но најмногу од се, помогнавте да се обнови и да се роди црквата во душите на боголюбните и христожедни луѓе, рече архиепископот Стефан. Ајде се. Мајчице, ке те прашам. И тебе ке те послушам. Стојне моме, на чорбаджи Стојана. Дали да ја побарам? Богати си, бесинко. А ние сиромашни. Ама да ја побараме. Па не рекле за џабе тропли да ти отворат, барај за да најдеш. Прашам да ми кажеш, мајчице, да ми кажеш, ке те послушам. Стојме моме на чорбаджи Стојана, да одам да ја побарам. Стојме моме на чорбаджи Стојана, да одам да ја побарам. Знаеш, мили сине, срцето, твоето срце што ти говори. Ако вели дека Стојне ја љуби, оди сине, не се двоуми. Ако вели дека Стојне ја љуби, оди сине, не се двоуми. Кажам вистината, мајчице, 8 лета Стојне ја љубам. Пусти си робав суп, мајчице, храброст немам да ја побарам. Пусти си робав суп, мајчице, да храброст немам да ја побарам. Јас те гледам тебе, сине, се
Од мене имаат благослов. О, Нека се кердосаат. Маркетинг. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Ајде со нас и со нив, мамо,
8 лица се уапсени и по насока на јавен обвинител ќе бидат изведени пред судовите, изјави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во врска со инцидентите во Скопје кога при прослава на денот на македонското знаме група млади лица го запалија и го газеа македонското знаме. 4 од овие лица го сториле делото предизвикување национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост, за кое е предвидена затворска казна од 1 до 5 години. Сите четворица, рече министерот Тошковски, се млади лица на 19 до 20 години, а едно е малолетно. Спроведени се во полициска станица и по итна постапка ќе бидат изведени пред лицето на правдата, пред судот, а потоа судот ќе одлучи. Овие настани се напад врз државата, имаат имиња и презимиња сите сторители и ќе одговараат. Сакам да упатам порака до сите оние кои се со намера да предизвикаат какво било сценарио за дестабилизација на Македонија, жестоко и сурово ќе одговориме на какви било обиди. Тоа го покажавме и синоќа. Полицијата е зрела и може професионално да одговори на предизвиците, рече министерот Тошковски. На новинарско прашање зошто полицијата дозволила таков развој и дали имале предходно сознанија дека се планирани слични инциденти на прославата на албанското знаме, министерот Тошковски рече дека полицијата соодветно одговорила и не дозволила да се случат поголеми инциденти. Сакам да упатам уште една порака. Сите оние кои имаат било какви информации за вчерашните настани да ги достават до Министерството за внатрешни работи. Без разлика дали се снимки, фотографии, нивни изјави. Ќе одговориме соодветно за тоа што времето, како и досега, виновен е пајакот, виновен е кабелот, заврши. Сакам да упатам и огромна благодарност до сите полициски службеници кои макотрпно, одговорно и будно ја наблюдуваа ситуацијата и соодветно реагираа, рече Тошковски. Министерот информираше дека лицето што се гледа на едно видео кое покрај црвено возило го кине македонското знаме е уапсено. Еден е фатен инфлагранти како се обидува да го запали знамето, а друг го симнува знамето. Благодарност до граѓаните кои на социјалните мрежи споделија снимки. Еден настан така го осветливме, рече Тошковски. Имаме капацитет, додаде тој, и ќе одговориме соодветно на сите предизвици. Вакви настани се случувале и предходно, но ќе утврдиме кои се индициите и зошто токму сега. Нема да оставиме ништо на случајност. Морам да повикам на разум и зрелост. Ова се инциденти направени од млади луѓе кои треба да одговараат, но не смееме да дозволиме подгревање на меѓуетнички тензии од ниедна националност во Македонија и нема да дозволиме, рече тој. Морам да потенцирам дека вчера во повеќе градови имаше организирана соодветна прослава од страна на одредени групи, што најавени, што не најавени, кои за среќа во голем дел беа културни. Луѓето по настаните си отидоа, но она што се случуваше во Скопје, особено со пукање и сквернавење на знамиња, е недозволиво. Ќе повторам, 8 лица се уапсени, за сега 4 лица имаат пријава за поттикнување на национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост. Работиме на разоткривање на голем број други лица кои биле помагачи. За сите кривични настани кои досега ги идентификувавме и кои допарва ќе ги идентификуваме, против секој за кој ќе бидат обезбедени соодветни докази, ќе се поднесе соодветна кривична пријава, рече Тошковски. Тој потенцираше дека не се остварило ничие сценарио за реакција на полицијата. Сметам дека полицијата апсолутно одговори соодветно. За среќа мртви немаше, тешки телесни повреди немаше и не се оствари посакуваното сценарио на некои недобронамерници да ја инволвираат полицијата на начин на кој тие сметаат. Македонската полиција одговори професионално и зрело, а особено ќе одговори во наредните денови, зашто ќе види јавноста. Мораме сите заедно да покажеме дека сме зрели да одговориме соодветно на предизвиците. Секој од нас е дел од ова општество, рече министерот за внатрешни работи Панче Тошковски.
сега пее Македонија. Од сите страни ја поделија, мајка од деца ја разделија. Од сите страни ја поделија, мајка од деца ја разделија. Ајде сега да се сплотиме, наше орода заиграме. Аманет за веки векови, пејте сите на македонски. Ајде сега да се сплотиме, наше орода заиграме. Аманет за веки векови, пејте сите на македонски. Овој народ тука е и ке остане. Друга земја народе ние немаме. Пирин и Егеј ке ни запее, македонско знаме да се развее. Пирин и Егеј ке ни запее, македонско знаме да се развее. Ајде сега да се сплотиме, наше орода заиграме. Аманет за веки векови, пејте сите на македонски. Ајде сега да се сплотиме, наше орода заиграме. Аманет за веки векови, пејте сите на македонски.
Нашите стратешки партнери и меѓународната заедница беа предупредени дека ќе има инциденти токму за 28 ноември и заедно со министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски ги информиравме за настаните и им доставивме докази за тоа што се случуваше и за тоа што очекуваме да се случува, рече премиерот Христијан Мицкоски во врска со палењето и кинењето на македонското знаме и други инциденти за време на синочешната прослава на денот на албанското знаме. Премиерот Мицкоски рече дека допрва ќе има слични инциденти. Бидете сигурни дека македонската влада ќе одговори жестоко на сите обиди да се дестабилизира државата, рече тој. Тоа е чин на агресија, нешто за кое ние предупредувавме дека ќе се случува и дека ќе има обити за ескалација и за креирање на меѓуетнички тензии, а ќе има и во иднина. Ова нема да биде изолиран случај. Очекувајте дека и во иднина ќе има вакви случаи. Како правдата полека, но сигурно се доближува до криминалците, така тие ќе стануваат понервозни, понетрпеливи и единствениот начин да го одбранат криминално стекнатиот капитал е токму вака, со манипулирање и со предизвикување на ваков тип на инциденти. Им честитам на навремената, трезвена и државничка акција на Министерството за внатрешни работи, Бирото за јавна безбедност, секторот за внатрешни работи Скопје и на полицајците кои не дозволија ескалирање и реагираа во насока на приведување на лица кои го скрнавеа македонското државно знаме, рече Мицкоски. За сега 8 предизвикувачи на инцидентите се приведени и ќе бидат изведени пред суд, додаде тој. Јас апелирам до македонските граѓани на трезвеност да не дозволиме овие инциденти да предизвикаат негативни чувства, бидејќи ова е мала, изолирана и манипулирана група од оние кои ги штитат своите милиони. А тие кои се потенцијални жртви на овие политички криминалци и насилници, сакам да ги предупредам дека нема да има милост кон никого. Секој кој ќе го прекаши законот ќе одговара, а ако мислат дека се недопирливи и дека ова што го зборуваме не е вистина, силно ќе се разочараат. Уште во првиот обид ќе бидат приведени. Апелирам до граѓаните, без разлика на етничката припадност, да не дозволиме овие криминални групи кои се длабоко во своето политичко мочуриште, а беа 7 години на власт, да ја дестабилизираат нашата заедничка татковина, рече премиерот. Ние како влада гарантираме безбедност, трезвена акција на полицијата и државничко однесување, изјави тој. Nemam fucking poke. Što zboriš, bre? Nemam fucking vake. Što zboriš, bre? Јас сум бате камионџија, Бење, Доке, се по тие пусти патишта, душава на нафта ми диса, само една имам утеха, да си седнам ладна мејана. Стискам, не го жалам, а и вози мајсторен мејана да се стигне, да се пие лупува, да се бајле лудува. Имаш камиони, правиш милиони, но со мене не си играј, душа ќе те боли. Имаш камиони, јахти милиони, но со мене мери сечи, кој ли ќе те лечи. Се сум минал сито решето,
ženi, pari, Boga mi autostoperki, tije mi se ne znam najslatki, a malem za kamionđi, ubavite mladi pejački, gas stiskam nego žalam, a i vozi majstore, mejana da se stigne, da se pije lukuba, do zabajne luduba. Imaš kamioni, praviš milioni, noso mene ne sigraj, duša ke te boli. Imaš kamioni, jahti milioni, noso mene meri seči, koji li ke te leči. Noso mene ne sigraj, duša ke te boli. Imaš kamioni, jahti milioni, noso mene meri seči, koji li ke te leči. Кумановската полиција привела 20-годишен жител на Липково поради непочитување на наредби, изрекла 20 мерки според Законот за безбедност на сообраќај и патишта и една според Законот за возачка дозвола во текот на прославата на Денот на албанското знаме во Куманово, соопшти СВР Куманово. Локалниот медиум Кумановски Моабети јави дека за време на дивењето при прославата на Кумановските улици биле оштетени 6 возила во центарот на градот. При тоа полициски службеници го привеле БДЖ, 20 годишен од село Липково, поради непочитување на наредба. Од полицијата информираат дека по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок. Медиумот јави дека во Куманово се одржа прослава на плоштадот одржана од општината, но потоа групи на луѓе го попречувале сообраќајот, дивееле по улиците, скандирале УЧК и пееле националистички песни. Вчерашните инциденти остро ги осуди градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски, кој ги повика институциите итно да реагираат. Јавно ги осудувам ваквите настани и барам од институциите на прогонот истите вакви поединци и групи да ги открие и изведе пред лицето на правдата и истите да бидат санкционирани според закон. Истото го очекувам и од моите колеги градоначалници на кои ова не им е прв пат да го кршат законот без да поднесат одговорност. Да газиш и кинеш, уништуваш знаме на држава која те израснала, образовала, платила и плаќа, вложува во тебе, е злосторство против истата и треба да одговараш, порача Максим Димитриевски. Oko moje, zlato moje, pazi kade gledaš.
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Чувам сладка тајна, сонот ми го зеде една лична Ања. Блазета мајка Ања што ја роди, се за та љубов не спијам до зори. Удри една чал гаджио, направи ме рак на срцево и со песна да и кажам душа да се отворам, дека силен оган кријам, спремен да изгорам. И со песна да и кажам душа да се отворам, дека силен оган кријам, спремен да изгорам. Ниту една звезда не е толку сјајна, ниту китка има убава ко Ања. Блазета мајка Ања што ја роди, се за та љубов не спијам до зори. Удри една чал гаджио, направи ме рак на срцево и со песна да и кажам душа да се отворам, дека силен оган кријам, спремен да изгорам. И со песна да и кажам душа да се отворам, дека силен оган кријам, спремен да изгорам.
со песна да и кажам душа да си отворам, дека силен оган кријам, спремен да изгорам. И со песна да и кажам душа да си отворам, дека силен оган кријам, спремен да изгорам. Лазе мајка што те роди, тебе Ања убава. Демократската унија за интеграција остро ја осудува полициската интервенција без преседан за време на прославата на Денот на албанското знаме, ден кој има исклучително значење за албанците во Македонија и ширум светот, се вели во соопштението на партијата на Али Ахмети. Во соопштението на ДУИ не е конкретно наведено за каква полициска интервенција станува збор и на кој начин полицајците ги испровоцирале луѓето и ги натерале да го уништат македонското знаме. Ова интервенција, наведено е таму, наместо да го зачува јавниот ред, предизвика непотребни тензии и создаде клима на конфронтација, нарушувајќи го правото на граѓаните слободно да ја обележат оваа значајна празнична традиција. Истовремено го осудуваме и индивидуалниот чин на палење на државното знаме како реакција на несоодветната интервенција на полицијата. Таквите дела не ги одразуваат вредностите на албанците, ниту пак стремежите за стабилен соживот и взаемна почит. Во овој контекст е неприфатливо и срамно што ВМРО ДПМН и одредени други политички сили се обидуваат да ги злоупотребат овие инциденти за да изградат лажна нарација која го криминализира секој став на албанците. Оваа тенденција да се представат албанците како носители на криминални агенди представува напад врз идентитетот и достоинството на албанците и обид за прикривање на коруптивната агенда на овие структури. Тие политички сили кои секојдневно ја држат државата надвор од механизмите за надзор на Европската Унија, го ограбуваат државниот буџет и граѓаните преку злоупотреба на институциите за лични придобивки. Обидот да се оттргне вниманието од вакви скандали преку криминализирање на албанците е позната тактика која нема да успее, соопштува Демократската унија за интеграција. Албанците во Македонија, посочено е таму, постојано го покажуваат својот ангажман кон демократските вредности, еднаквоста и меѓуетничкиот соживот. Нема да дозволиме нашите легитимни ставови да се користат како параван за политички манипулации или за зачувување на позициите на тие што ги ставаат личните интереси пред интересите на граѓаните и државата. Ги повикуваме институциите да действуваат со зрелост, професионалност и непристрасност, без разлика и обезбедувајќи ги правата на граѓаните слободно да го изразат својот идентитет и култура. Воедно ги повикуваме албанските граѓани, како и сите граѓани на Македонија, да ја задржат смиреноста, достоинството и единството и да не подлегнат на провокации и манипулации на оние кои имаат за цел да создадат поделби и дестабилизација. Демократската унија за интеграција останува посветена на заштитата на правата и интересите на албанците, придонесувајќи за европска иднина на Македонија, каде што правдата, транспарентноста и еднаквоста ќе бидат основни вредности на нашето општество, е наведено во реакцијата на ДУИ. za svoje maki da ne kažuva. Dajte dobra pesna i dobra rakija.
zaigra. Barem mogu da zaboravam na makata i takata. I ova vremene nije nesetavane. Neka slušna ti dušmanite kako se veselime. Zdravlje nam je služi, a i pameta. I da mi je živa zdrava familija ta. Bog da mi gi čuva i prijateljite. Na nas koga nije teško vakada nije. Či nešto veselo se života zaigra. Barem mogu da zaboravam na makata i takata. I ova vremene nije nesetavane. Neka slušna ti dušmanite kako se veselime. Či nešto veselo se života zaigra. Barem mogu da zaboravam na makata i takata. I ova vremene nije nesetavane. Neka slušna ti dušmanite kako se veselime. Загрижени сме од последниот говор на председателот на Македонската академија на науки и уметности Живко Попов, во кој се изразува опасна обсесија на оваа институција за употреба на албанскиот јазик во некои сфери од јавниот живот, како што се армијата, полицијата, здравството и судовите, реагира Сдруженијето на граѓани Академско здружение на албанците за наука и уметност Академија. Академик Попов ги потврди претходните изјави на академик Катица Ќулавкова, која заедно со група академици и Институтот за македонски јазик вели дека покренале иницијатива за смена на балансерот и барале од Уставниот суд отстранување на неколку членови од Законот за употреба на јазиците. Нашата академија ова го гледа како продолжување на политиките кои им штетат на интересите на албанците, како грд процес на политизација на ману, поттикнување на етничка нетрпеливост и доказ за слабата работа и раководството на оваа институција. Тие под влијание на Српската академија за науки и уметности пред една деценија објавија енциклопедија која содржеше навреди, стигма и невистина за албанците, реагира Сдруженијето. Доколку ману имаше високо научни и истражувачки квалитети во изминатите 57 години, се додава во реакцијата, државата немаше да биде во сегашната ситуација со изгубени 30 години во спорови со соседите кои завршија со неуспех во случајот со Грција. Исто така како што се случува во сите земји во светот, науката би го дала својот придонес за заедницата и индустријата, а патиштата и тунелите не би завршувале во бездна како што за жал се случува кај нас.
Скопје, Струмица, Битола, Тетово и Кичево денеска се меѓу 10 најзагадени градови во светот. Главниот град е збиен со пропаднат јавен превоз, се вели во соопштението до јавноста. Научниците од МАНУ се додава не споменаа зошто тие како научници не ги предвиделе овие проблеми и не понудиле никаква стручна дебата, истражување за загадувањето и другите горе споменати неисполнети животни потреби, одржливиот развој и планирање на заедницата. Зборувате за нашата мултикултуралност, но иронично е што вие, луѓе кои никогаш не се поздравувале со албанците и кои не знаат што значи зборот мирдита, им давате и им земате права на албанците. Вие така зборувате за себе. Во еден либерален, демократски систем човековите права и мултикултурализмот се во пораст без разлика на јазикот или етничката припадност. Тие се вредност на слободното општество, реагира Албанското здружение на граѓани. Тие потенцираат дека постојат 3 години и додаваат дека бошњаците во Санчак имаат своја научна академија со државно финансирање. Слушнавме и филозофеми за нашата академија. Да, постои веќе 3 години. Токму вашите напори да ги политизирате правата на албанците наместо да се занимавате со научно истражување, не мотивираа да се ангажираме и да ја реализираме нашата мисија и визија. Одиме понатаму. Бошњаците во Санчак со 2,3% учество во вкупната популација на Србија имаат своја академија на науките со седиште во Нови Пазар со јавно финансирање. Нашата академија се залага за унапредување на правата на сите во општеството, обезбедување нови простори и можности за употреба на македонскиот и албанскиот јазик. Актуелниот закон за јазици сепак е дискриминаторски кон албанците и е под нивото на јазичните права на албанците како што е предвидено со Уставот од 1974 година, каде албанците беа еден од државотворните народи, а македонците и албанците беа еднакви. Овие и други иницијативи против албанците нема шанса никогаш да се реализираат, се додава во оваа реакција. Председателот на МАНУ Живко Попов на денот на МАНУ рече дека законот за употребата на јазиците на сите етнички заедници во државата треба да се доуреди и да се допрецизира. Никој во академијата, вклучувајќи ме и мене, не смета дека употребата на албанскиот јазик и јазиците на останатите немнозински заедници во државата како придобивка на Охридскиот рамковен договор и уставна категорија треба да се укине, туку напротив, таа треба со законско решение да се доуреди и допрецизира во одредени области со цел да се подобри нејзината применливост. Тоа особено се однесува на функционирањето во правосудниот систем, работата на полицијата, армијата, потоа во здравствениот систем и друго, каде со оглед на деликатноста и одговорноста на она што е предмет на работа, нужна е употреба на еден општ јазик за разбирање, рече академик Попов. Тој смета дека постојаното преведување и пишување разни извештаи, оперативни планови и протоколи на 2 или повеќе јазици во судскиот превод значително ќе го оптовари професионалното работење и ќе ги зголеми финансиските трошоци во овие и други сензибилни области на општественото живење. За сето ова да се избегне ќе биде потребно усогласување и допрецизирање на законското решение во однос на овие и други работи и вградување на сугестиите и барањата на Венецијанската комисија, чијшто филтер треба да го помине. Тоа впрочем е и наша обврска како држава, не само во однос на овој, но и на други закони на кои ќе наидеме на патот на нашето членство во Европската Унија, изјави председателот на Македонската академија на науки и уметности, академик Попов.
Daj me da živejam so svojte jadovi. Duri tam dru moj sela, a i gradovi. Begaj, begaj, begaj ti od mene. Čovek sum što srce ke ti zemlje. Begaj ženo s očina crna. Tvoj sum bili trajnog ta crna. Begaj, begaj, begaj ti so vreme. Rani zori vetrotke me zeme. Begaj ženo s lice odsvila. Žeškala ma sum za tvojite krilja. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
што груби ден и ноќ силно свират земјата. Ја затресува тафан кај што бие таму добро ми е вино, кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија. Што бие таму добро ми е, таму кај што груби ден и ноќ силно свират земјата. Ја затресува тафан кај што бие таму добро ми е вино, кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија. Кај што бие таму добро ми е, таму кај што груби ден и ноќ силно свират земјата. Ја затресува тафан кај што бие таму добро ми е вино, кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија. Не мрдаме од црвената линија и ние како влада не можеме повеќе од ова да направиме, ниту ќе направиме, рече премиерот Христијан Мицковски коментирајќи ги последните пораки од Брисел дека нема промени во преговарачката рамка и дека се размислува за некакви гаранции дека ќе нема нови блокади. Лага е дека некогаш сме рекле дека бараме промени во преговарачката рамка, иако таа е катастрофална, најлоша, нема полоша. Никој немал таква преговарачка рамка и тоа е катастрофа. И не знам кој е тој што ќе даде гаранции дека ќе нема блокади со билатерални договори во преговарачката рамка. Не знам кој е тој и како ќе ги даде. Единствената гаранција која ние ја даваме е представена пред нашите стратешки партнери и тоа е максимум што можеме да направиме, бидејќи како народ и како држава направивме како што сите заедно не направиле. Нема што повеќе од ова да правиме. Ние како влада не можеме повеќе од ова да направиме, ниту ќе направиме. Тоа е нашата црвена линија, рече премиерот Мицковски. Тој го повтори ставот. Брисел има право да биде заложник на политичари од средниот век, но нас треба да не остави да ги решиме домашните проблеми. Ако некој таму во Брисел одлучил да биде заложник на политичари од средниот век кои доаѓаат од земјите членки на самата Унија, ако некој одлучил да биде заложник на билатерализација, во ред,
Тоа е тоа, нека не остават да си ја решиме барем домашната задача. Ние имаме целосна усогласеност со политиките на Европската Унија, не сме опасност, целосно ќе ги следиме, тие нека не водат. Ако тие мислат дека ние не заслужуваме по принцип на дела, а не по принцип на билатерализација и прашања од средниот век да бидеме дел од европското семејство, тоа е нивно право. Ние сакаме да бидеме, подготвени сме да разговараме со секој, кога било и каде било. Ако тие не се подготвени да разговараме, ќе чекаме кога ќе бидат, рече Мицковски. Во меѓувреме, повтори тој, нека не остават да си работиме дома, да правиме проекти, да покачуваме плати и пензии, да носиме странски инвеститори, да работиме на реформи, да ја донесеме правдата. Тоа е нашата домашна задача, да работиме честно и посветено за граѓаните. Ако тие се одлучени да следат политичари од средниот век кои доаѓаат од членки, нека ги следат, а ние ќе ги следиме барањата на граѓаните, нагласи премиерот Мицковски. Što mi stopuva, ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Srce mi je polno i dušava od tvoja ta ljubavina, kako miris na gorod cvet mene me opiva. Nema nikoj dušo na ovoj svet posrećen od mene. Nema parica mladih ljubeni so takva ljubav golema. За нашата љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. За нашата љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. Srce mi je polno i duša
И тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. За самиот крај, во катчето за најмладите, приказната за Аладин. Ви посакувам пријатен ден. Арапска приказна. Аладин. Многу одамна, во една далечна земја на исток, живеело едно момче кое се викало Аладин. Татко му на Аладин бил многу сиромав и еден ден умрел од јат и мака, оставајќи ја жена си и синот во таква сиромаштија, што немале ниту сув леп. Набар го по смртта на татко му, на Аладин му пристапил некој си непознат човек, богато облечен, и го прашал како се вика и од кого е. А кога слушнал кој му бил татко, силно извикал: "О, сиромав и јас, по 30 години дојдов да го видам брат ми, а сега слушам дека умрел." Аладин многу се зачудил зашто не знаел дека има стрико, но бидејќи туѓинецот бил многу љубезен спрема него, па дури и му дал неколку златници за да ги однесе на мајка си, воопшто не се посомневал и бил среќен што ете, не се сами на светов со мајка си. А туѓинецот не бил никаков стрико на Аладин, туку еден опасен волшебник кој што му пристапил на момчето со лоша намера, да го искористи за една своја мрачна цел. Како и зошто? Набргу ќе видиме. Кога видел дека Аладин му верува, волшебникот го однесол далеку, надвор од градот, до влезот во една пештера и му рекол со сладок глас: "Драги внучко, евети го прстенов да те штити од неволи. Па слези долу во пештерава и донеси ми ја оттаму старата ламба што ќе ја најдеш во последната одаја. Патем не фаќај ништо, инаку ќе настрадаш. Но кога ќе ја земеш ламбата, можеш на враќање да набереш малку цвеќе од волшебната градина." Аладин го ставил прстенот на прстот и слегол во пештерата, зарадуван од ветувањето на туѓинецот дека ќе стане богат ако ја изврши таа задача. Ламбата лесно ја нашол и на враќање ги наполнил џебовите со цвеќе од волшебната градина, а тоа не било обично цвеќе, туку скапоцени камења со непроценлива вредност. Кога сакал да излезе од пештерата што имала стрмен влез, не можел да се искачи без помошта на старецот, кој нестрпливо му рекол: "Дај ми ја прво ламбата и потоа ќе ти помогнам." На Аладин тоа му станало сомнително, па му одговорил: "Не ја давам. Ќе ја добиеш ламбава кога и јас ќе излезам од ова страшилиште. Ајде, помогни ми." Волшебникот се разлутил мислејќи дека Аладин сака да го измами, па ја турнал плочатак со која се затворила пештерата и Аладин останал затворен внатре, а тој исчезнал незнаено каде е. Сега Аладин почнал да очајува. Никако не можел да излезе од пештерата и веќе му се чинело дека тука ќе умре. Кога случајно се истркалал прстенот што му го дал волшебникот, а од него излегол дух и му рекол: "Заповедај, господару, јас сум духот од овој прстен. Ги слушам заповедите од оној што го носи прстенот." Аладин многу се израдувал и рекол: "Пренеси ме дома од овој подземен затвор." Истиот миг Аладин се нашол дома. Бил многу гладен и побарал од мајка си да касне нешто, но немало ниту јадење, ниту пари за да се купи. "Ќе ја продадам ламбава", и рекол на мајка си, па зел една крпа да ја избрише од правта, но кога ја истрел, од неа истиот миг се појавил дух, поголем и посилен од оној од прстенот и му рекол: "Слушам и ги извршувам вашите заповеди."
Мајка му на Аладин се онесвестила од страф и паднала, но Аладин брзо се снашол. Гладен сум, донеси јадење и пиење. Додека трепнеш пред момчето во златни чинии, се нашла најразновидна храна и Аладин и мајка му прв пат во животот убаво се најале. Така, Аладин видел што може да прави духот од старата ламба и со негова помош малку по малку станал богат човек. Но не ја заборавил својата сиромаштија, туку им помагал на сиромашните и на несреќените. Затоа сите го засакале. Насекаде се раскажувало за неговото богатство и доброта. Еднаш Аладин ја видел ќерката на султанот која била вистинска убавица и се влюбил во неја. Мајко, рекол, оди кај султанот и побара ја ќерка му за да биде моја жена. Кудри, сине, се зачудила мајка му, зар мислиш дека султанот тебе ќе ти го даде своето единче? Ќе ми ја даде, мајко, кога ќе види се што можам и што умеам со помошта на волшебнава ламба, одговорил Аладин. Кога слушнал што сака момчето, султанот не сакал веднаш да го одбие, туку решил да му постави некоја тешка задача и така да се ослободи од него. Нека направи, заповедал царот, за една ноќ дворец од спротива на мојот. И ако дворецот ми се допадне, ќе му ја дадам ќерка ми и тука нека живеат заедно. Но Аладин се согласил со тоа. Отишол на едно скришно место за да не го види никој и ја истрил ламбата. Слушам и ги извршувам вашите заповеди, господару, рекол духот, излегувајќи од волшебната ламба. Изгради ми за една ноќ палата поубава од султановата, таква каква што никој нема во оваа земја. И навистина, следниот ден султанот морал да признае дека неговата тешка наредба е извршена и така Аладин му станал зет на султанот. Со младата султанија живеел среќно и задоволно, но никому не му кажувал ниту збор за ламбата. За тоа време, далеку во својата земја, лошиот волшебник дознал дека Аладин не умрел во пештерата, туку дека е среќен и богат и дека е зет на султанот. Многу се разлутил и побрзал да му нанесе зло на Аладин. Се случило тој ден Аладин да биде на лов и волшебникот го искористил тоа. Се преправил во продавач на ламби и викал по улицата: "Давам нови ламби за стари, само денес и никогаш веќе, брзо народе!" Жена му на Аладин го слушнала и се насмеала. Зар постои таков будала кој што дава ново за старо? Ајде да се пошегувам со него. Ќе му ја дадам оваа стара ламба да видам дали зборува вистина или лаже. И му ја дала волшебната ламба за една обична нова. Пресреќен, волшебникот го грабнал тоа што го барал и побегнал, па на едно скришно место ја истрел волшебната ламба и му наредил на духот да го пренесе дворецот на Аладин заедно со султанијата далеку од таде, во неговата земја. Изутрината, кога султанот како обично сакал да ја посети својата мила ќерка, се зачудил гледајќи дека ги нема ниту неа, ниту дворецот. Се исчезнало. Се разлутил и наредил да му ја пресечат главата на Аладин. "Ов, цару над царовите", одговорил Аладин, "дај ми само малку време да го поправам тоа што е уништено без моја вина." Султанот му одобрил и Аладин отишел на едно скришно место. Таму го истрил волшебниот прстен што никогаш не го вадел од прстот и му рекол на духот: "Пренеси ме таму каде што се наоѓа жена ми и дворецот." "Веднаш, господару", извикал духот
И за миг Аладин веќе ја гушкал жена си која му рекла: "Лошиот волшебник не е овде, но брзо ќе се врати. Варди се, мој мил мажу." Но Аладин веќе имал план. Се скрил, а кога волшебникот дошол, младата султанија му турила во пијалокот прашок за спиење и тој заспал. Напразно ја стискал во сонот волшебната ламба. Аладин си ја зел. Сега духот од ламбата пак бил негов. "Ова лошо волшебничиште," рекол Аладин, "однеси го на некој пуст остров од кој никогаш веќе нема да дојде меѓу луѓето. А нас и дворецот врати не на старото место." Вчас се станало како што рекол. Султанот радосно ги дочекал и потоа сите живееле среќни и задоволни, чувајќи ја грижливо ламбата, иако веќе и не им била потребна. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.